И време е за првото утринско гостување во нашето студио. Нашата Мери веќе ви го најави првиот утрински гостин, тоа е министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Од системот безбеден град, министре, па се до казните кои што ги плаќаат неодговорните возачи, па до сузбивање на криминалот, многу одговори им должиме ова утро на нашите гледачи. Добро утро и добре ни дојдовте. Благодарам на поканата. Добро утро. Можеме ли да ве понудиме на почеток, Мери, нешто од нашето скромно студио? Министер, да не сакате некоја кафе или сте расонати? Па не би одбил едно македонско нешто. Македонско, без шекер. Па така велат старите, македонското е без шекер. Одлично, одлично. Така е, министерот, добре дојдовте уште еднаш во студиото на телевизија Алфа, односно во ова утринско студио. Мислам дека сте прв пат овде во утринската програма, па се надам дека нема да ни биде и последен. Овде би сакала веќе како што напомена и Суза и веќе неколку пати напоменавме на почетокот на утринската програма да зборуваме за она што е најактуелно моментално во Македонија, а тоа е безбеден град. Видовме дека профункционира апликацијата, тоест она за безбеден град каде што се казнуваат и странските возачи. Видовме дека на Табановци навистина се створи некој вид на метеж и на гужва, потоа апликацијата профункционира, па сега граѓаните се прашуваат зошто не можеше да се реши ова порано, зашто не бевме подготвени порано и дали и колку пари се собрани од казните кои што се наплатени од странските возачи кои што навистина брзо возаа во Македонија и не ги почитуваа правилата, па тука се створи еден јаз меѓу македонските граѓани, зошто јас да возам 80, кога може некој од странство да вози 120, се почувствува можеби малци обесправени. Што всушност се случуваше, како дојдовме до ова и колку пари собравме? Благодарам на прашањето. Јас сега сакам да го започнам ово утро со една огромна благодарност до македонските граѓани што покажаа дека за многу краток временски период, поминаа негде отприлика околу 8 месеци од кога започнавме со имплементирање нови проект, покажаа дека навистина можат да се однесуваат онака како што сите од секогаш сме сакале да имаме поведение во рамки на сообраќајот, се со цел да имаме побезбеден сообраќај. Покажаа со намалување на бројот на прекршоци, со намалување на бројот на жртви во рамки на сообраќајот, македонските граѓани се тие кои што покажаа дека навистина кога имаме еден паметен систем кој што е воспоставен, а при тоа неселективно и еднакво за сите постапува, а крајната цел е побезбеден сообраќај, покажавме дека навистина можеме да ги почитуваме законите, можеме да ги почитуваме оние правила на игра кои што ние сме се договориле дека треба да ги почитуваме. И навистина сум особено горд на македонските граѓани кои што навистина, пак ќе повторам, за краток временски период покажаа дека можат да имплементираат европски систем и во рамки на нашата држава. Сега, нажалост, странците во овој временски период не ги почитува сообраќајните правила и покрај тоа што многу пати Министерството за внатрешни работи излезе во јавност и соопшти дека сите прекршоци кои што се сторуваат низ патиштата во Македонија се констатирани, се евидентирани и ќе бидат доставени до секој еден кој што го сторил прекршокот. Ме прашавте зошто за странците сега отпочнавме, а за нашите граѓани отпочнавме на 1.2.2026 година. Ако се сеќавате, имаше еден период од година дена кој што претходеше на имплементирање на SafeCity, каде што започнавме со собирање на сите оние потребни податоци при регистрирање на возилото. Во Македонија возила регистрираат оние кои што се сопственици на македонски возила, оние кои што се македонски државјани, оние кои што управуваат возила во Македонија. И за тој период од година дена кој што претходеше на имплементирање на SafeCity, ние ги собравме сите потребни податоци за оние кои што ги управуваат моторните возила, телефонски броеви, имейл адреси и овој паметен систем го имплементиравме на начин што доставата оди по електронски пат, која што навистина и текако се покажа дека е клучна во рамки на почитувањето на правилата и остварување на крајната цел, а која е крајната цел? Побезбеден сообраќај. Сега, ни требаше подолг временски период да најдеме начин како да ја доставиме казната до странските државјани и подолго време најавувавме дека тоа ќе биде во рамки на летниот период и во рамки на летниот период она кое што сме го планирале ќе го имплементираме и во однос на странците. Нажалост, не сватија сериозно дека една држава како Македонија
може да имплементира таков систем за толку краток временски период, говорам за странците. Па покажавме дека сме сериозна држава. Покажавме дека наистина можеме да го организираме целосно како што треба. Јас не гледам зошто само македонски граѓанин треба да плати пекаршок во Македонија, а не и странец. Апсолутно, министер. Значи, заради тоа имаше некои дилеми, дебати кои што се отвараа на социјалните медиуми, но наистина, ако сакаме да имплементираме систем кој што би требало да даде резултат од аспект на побезбеден сообраќај, тој мора да важи за сите, без оглед дали е македонски државјанин на Европска унија или пак државјанин на некоја од нашите соседни земји. Така да, наистина, и бројките го говорат тоа. Видете, за 6 дена само од кога отпочнавме со имплементирање на, односно доставување на казните на оние кои што се странски државјани, а на територија на Македонија сториле прекршок, имаме доставено и наплатено негде отприлike околу 11.500 казни и во буџетот на државата се влезени негде отприлike околу 8,5 милиони денари само од странци, кои што ќе може да се искористат за реализирање на проекти кои што се од интерес за граѓаните. Од овие средства, негде отприлike околу 25% се слеваат директно во буџетот на Министерството за внатрешни работи и повторно ќе бидат искористени за надоградување на целокупниот овој систем кој што на крајот пак ќе повторам и ќе напоменам, првата и клучна цел е спасување на човечки животи. И кога сме на тоа прашање, еве сакам да ги информирам македонските граѓани дека тие се најмногу заслужни. Им благодарам од срце заради тоа што компарирано само со лани, ако лани сме имале во овој период 96 жртви, заклучно со крај на август, сега имаме 58. Вакво намалување на бројките, наистина голема е разликата. Не беше очекувано нити од стана на професорската фела, заради тоа што секогаш сум во консултација со нив од аспект на каков тип на одредби да се применат, како да постапиме и така натаму. Студиозно влеговме во рамки на целокупниот овој процес. Така да на крајот на денот човечкиот живот нема цена. Макар и еден живот да е спасен, сепак вредало. И треба се што е во наша можност да направиме, да излеземе од оние фрапантно црни бројки компарирано со останатите, особено останатите членки на Европската унија. Ко за пример, ако во Европската унија просек е негде отприлike околу 40 на жртви на милион жители, кај нас е скоро дупло. И ние сме едни од најлошите држави во рамки на Европа од овој аспект кога би говореле. Се надевам и сум сигурен дека ако вака продолжиме, за многу брзо, кога говорам многу брзо, говорам за наредни 2-3 години, би можеле да бидеме пример, а дури и да паднеме под европскиот просек, доколку, пак ќе повторам, македонските граѓани, вие медиумите, општествено одговорни компании во делот на сите оние кампањи кои што ги спроведовме во изминатиот период продолжат да ни помагаат. Вистинското имплементирање на одредбите од КАЗЕ, судот исто така тука има многу голема одговорност заради тоа што со сегашните кривични дела кои што се сторуваат и брзото процесирање од страна на јавното обвинителство на сите оние кои што буквално дивеат по патиштата. Од 80 да возат 160. Е така, ама сега е кривично дело. Да, тебе и пребивани чинам дека. Сега за таков тип на кривично дело се конфискува возило. Така да, сите овие измени на законските одредби кои што ги направивме и нивно правилно имплементирање дава суштински резултат, а тоа е, пак ќе повторам, најбитното се намалување на бројот на човечки жртви. Човечкиот живот нема цена. Тоа е нашата стратегија, тоа е нашата цел и макотрпно и посветено ќе продолжиме да работиме во изминатиот период. Сообраќајот и безбедноста во сообраќајот повторно ќе биде еден од главните фокуси на Министерството за внатрешни работи. Зошто? Заради тоа што уназад 20 и повеќе години на прашање на граѓаните кој е за вас еден од најголемите безбедносни предизвици во државата, секогаш одговор со дупло повеќе процентуална
да речеме разлика, секогаш бил безбедноста во сообраќајот. Имате ли, министре, се извинувам што ве прекинувам, многу поплаки и забелешки на оваа тема за оние граѓани кои што возат пребрзо и потоа сакаат, имаат потреба да се пожалат и да образложат зошто морале да возат брзо? Интересно е прашањето. Видете, на секој човек може да му се случи да направи сообраќајен прекршок. Проблемот е што секундите можат да доведат до страшно катастрофарни последици во рамки на сообраќајот, доколку не ги почитуваме сообраќајните правила. Согласно она кое што јас го имам како информација досега добиена од страна на сите, пак ќе повторам, луѓе од фелата, експерти, професори и така натаму. Скоро и да нема губење на човечки живот во рамки на сообраќај, а при тоа сите да ги почитувале сообраќајните правила. Секогаш имаме губење на човечки живот при што некој од учесниците во сообраќајот направил прекршок. Само да сумираме. И најмногу од овие сообраќајни прекршоци причинител е токму брзината. Јас ги разбирам луѓето дека навистина во животот има секаков тип на предизвици и секаков тип на ситуации, но значи брзината е еден од клучните фактори зошто не гинат луѓе на улица. Да. Благодарам. Така да јас не верувам дека има причина побитна од човековиот живот за да ние треба да управуваме моторно возило 180 таму кај што треба да се вози 80. Значи наистина освен ако не спасуваме човечки живот. Нели? Има и такви ситуации, нели, брза помош може да управува и 180 во некои ситуации, ама тоа се исклучоци. Тоа се други правила и тоа се исклучоци. И да, тие не се предмет на казнување во рамки на CFC-ти, пошто има и многу такви прашања, дали брзата помош, пожарната, полицијата, Министерството за одбрана и така натаму, тие не се предмет на CFC-ти поради тоа што нивната цел и употребна вредност е друга. Но видете, многу ми е драго кога ќе и пред да влеземе на ново интервју, колешката ваша кажа дека ако можам да го кажам тоа, дека нејзиниот сопруг и кажува дека е многу посмирен кога е учесник во сообраќајот отколку е почната имплементацијата на новој проект. И навистина тоа е коментар кој што до мене стига многу често. Што значи тоа? Тоа значи дека луѓето прифатија дека овој систем е функционален. Така. Тоа значи дека луѓето управуваат возило согласно дефинирали правила на игра, нема нервоза, нема стрес, имаме намалување на бројот на сообраќајни незгоди, прекршоци, повредени и така натаму и така натаму. Така да, еве, како почнав така и да завршам, огромна благодарност до македонските граѓани пред се и до странците кои што ги почитуваат сообраќајните правила секако, но особено до македонските граѓани кои што покажаа дека навистина може да имплементираме заеднички еден проект многу поразлично од тоа претходно што било сторувано во Македонија и при тоа да покажеме дека навистина можеме дури да сме пример за некои европски држави. Благодарам. Министре, да сумираме, значи 8,5 милиони динари се собрани само во 6 дена со тоа што се наплатени казни на странците кои што не ги почитувале сообраќајните правила во Македонија. Се надевам дека тоа ќе биде и добар поттик и дека ќе биде причина плюс и странците да внимаваат како возат низ Македонија, да ги почитуваат законите како што ги почитуваат и во своите земји. Кога веќе зборуваме за Safe City или за безбеден град, ние имаме градове каде што навистина функционира системот, тоа беше најавено дека до крајот на 2026 година ќе се прошири имплементацијата на Safe City. Зборувам за во Охрид, мислам дека имаше веќе некакви технички проби, исто така и во Велес, докаде дали имаме реални шанси да се заврши во овие два града до 2026 година. Така е. Кога говориме градови во рамки на Министерството за внатрешни работи, говориме Охрид и Велес, меѓутоа мислиме на територија на СВР Велес и СВР Охрид. Кога говориме за СВР Охрид, говориме за градот Кичево, Струга, Охрид и сите населени места во рамки на овие градови. Истото и за територија за СВР Велес, кога говориме за градот Велес, Неготино, Кавадарци и сите населени места кои што ги окружуваат овие градови. За многу брзо, еве да не речем до крајов на овој месец, меѓутоа сигурно првата половина од септември ќе започнеме со примена на паметниот систем безбеден град на територија на СВР Велес.
до крајот на месец септември ќе започнеме со примена на територија на СВР Охрид. Потоа следуваат СВР Струмица и СВР Штип, кои што би требало да започнеме со функционирање до крајот на оваа година со сигурност, по оној план кој што е направен, се надевам дека и последното СВР Битола, пошто тоа е најголемо по територија, ќе започнеме сигурно ќе започнеме со инсталирање и техничка припрема и во рамки на територија на СВР Битола. Се надевам дека ќе можеме да обучиме човечки ресурси, да ги превземеме сите потребни действија за да биде тоа како што треба да биде и на територија на СВР Битола до крајот на оваа година, со тоа што ќе го затвориме целокупниот оној план кој што го имавме, да на целокупната територија на државата го имаме практично имплементиран овој паметен систем. Навистина сметам дека како што скопјани заслужуваат да имаат помирен и побезбеден сообраќај, така заслужуваат и тетовчани, и кумановчани, и охриѓани, и струмичани, и битолчани, и велешани и сите наши граѓани. Со Safe City покажавме практично дека навистина ние знаеме да ги почитуваме правилата, потребна е само упорност од страна на надлежните институции и истрајност за да можеме да се научиме како да возиме, како да ги почитуваме правилата. Овдека би сакала да преминеме и на друга тема, министер. По 26 години се враќа полициското средно училиште, пријавени се над 600 кандидати, а слободни места има само 200. Дали очекувавте дека ќе биде волку голем интересот? Практично оние кои завршуваат втора година, трета и четврта година ќе продолжат во средното полициско училиште. Искрено позитивно сум изненаден од нашите македонски дечиња. Тие со пријавувањето, со бројката која што имавме, наистина покажаа дека сакаат да се вложат во иднина, да работат за оваа држава и во интерес на својата татковина. И огромна благодарност и до нив, да речеме, што го одбрале токму полициското средно училиште како своја идна професија и иден фокус за образование. Наистина, со ова покажуваме дека повторно го враќаме во функција онаа гордост која што многу пати сум ја чул од многу колеги во рамки на Министерството за внатрешни работи, тоа се враќа позицијата или професијата едноставно кажано полицаец. Што е многу битно, согласно пак ќе повторам кое што го имам добиено како искуство во овие 2,5 години, скоро да нема полициски службеник кој што не тврди дека токму полициските службеници кои што излегле од средното полициско училиште се оние кои што им биле пример, оние кои што ги воделе во рамки на работењето во Министерството за внатрешни работи, оние од кои што учеле, оние кои што биле најдобри и така натаму и така натаму. Но истина тоа беше многу голем предизвик за мене лично и за мојот тим во рамки на Министерството за внатрешни работи, заради тоа што требаше многу чекори да ги превземеме, многу труд да посветиме, многу програми да разгледаме, не знам, хрватскиот модел особено, да го земеме предвид и сето она кое што го направивме, наистина огромна благодарност до луѓето кои што беа директно вклучени во рамки на Министерството за внатрешни работи, за да започнеме конечно со средното полициско училиште, гордоста на Министерството за внатрешни работи пред 25 години во долг период. И една огромна благодарност да истакнам и до министерката за образование Весна Јанаска, која што навистина со нејзиниот тим во рамки на Министерството за образование максимално се посвети да ни помогне да ги направиме сите оние потребни работи кои што требаше за да се подготвиме и конечно со Господ напред од 1 септември почнуваме со средното полициско училиште. Еве ексклузивно една вест ќе кажам кај вас денеска, не ја видов вчера да излезе во рамки на останатите медиуми. Вкупната бројка на полициски службеници кои што ги помина оние елиминаторни критериуми, тоа се поврзани со образование, поврзани со оценки потребни кои што требаше да има, особено поврзани со поведението на учениците во рамки на средното училиште од прва и втора година, потребни физички карактеристики, здравствени карактеристики кои што треба да бидат исполнети како предуслови. Значи сите оние дечиња кои што ги исполниле основните услови кои што се елиминаторни услови. Такви се негде околу 300 дечиња. Мислам дека околу 310, не ме држете за збор.
ги помина да кажеме оние основни параметри кои што требаше да се поминат и влегоа во рамки на вториот дел од процесот на влегување во средното полициско училиште. По консултација со сите засегнати фактори во министерството, со помошникот министер, со луѓето кои што беа во рамки на комисиите и согласно анализите кои што ги направивме, навистина жално ќе да испуштиме било кој од тие дечиња, без оглед на тоа што имавме само квота од 200 дечиња за прием во рамки на средното полициско училиште. Направивме детална анализа дали ќе можеме да ги примиме сите 300 дечиња кои што ги исполнуваат условите. Разговаравме со Министерството за финансии во делот на потребни финансиски средства кои што треба да ги имаме и во текот на вчерашниот ден владата донесе одлука дека ќе можеме да ги примиме сите 300 дечиња, така да ја имаме на убава вест за сите оние кандидати кои што ги исполнија условите првични кои што требаше да бидат исполнети, ќе ги примиме сите оние дечиња кои што навистина се способни да влезат во рамки на средното полициско училиште и особено сум вака среќен што навистина ќе имаме една многу убава бројка на дечиња кои што ќе започнат со трета година во рамки на средното полициско училиште и сигурен сум дека во иднина ќе бидат гордост на Министерството за внатрешни работи. Колку убава вест кажавте ово утро, од 200 сега на 310 ученици кои ќе запишат веќе од 1 септември ќе ги започнат. Мислам дека се 310, ама околу 300 се, тоа сум сигурен. 100 ученика плюс навистина е добро, верувам дека сега и нивните родители, а и самите ученици кога гледаат се навистина пресрекни за тоа што ќе станат дел од средното полициско училиште, што секако е за похвалба, како што и вие кажавте, почнува да се враќа и она гордост да се биде полицаец. Овдека би сакала да преминеме и на само тоа многу битно да кажем. Сите оние дечиња кои што успешно ќе го завршат средното полициско училиште, Министерството за внатрешни работи склучува договор со нив и тие Министерството се обврзува дека тие ќе бидат дел од системот во рамки на Министерството за внатрешни работи. Пошто имав и такви прашања, дали што ако го заврши, дали ќе биде примено или нема да биде примено, сите кои што успешно ќе го завршат средното полициско училиште, а искуството покажува дека огромен е процентот на дечиња кои што го завршуваат средното полициско училиште, кога ќе се решат да го отпочнат, ќе бидат Министерството за внатрешни работи е должно да ги обезбеди сите потребни услови тие да бидат дел од системот во рамки на МАДАР. Сега би сакала повторно да отидеме на друга тема. Кратко ни е времето, а многу прашања имаме до вас. Најавивте дека ќе се подобруваат условите во ИДРИ за возачи на школците. Веќе гледаме дека се работи на подобрување на инфраструктурата и на полициските станици. Ова лето бевме сведоци, ќе кажам искрено дека немаше огромни редици за чекање за вадење на патни исправи, затоа што знаеме во лето дека навистина е многу гужва кога се вадат пасоши. Го видовме тоа и на дело дека оваа година беше навистина поинаку. Своевремено најавивте дека ќе имате и сопствени образци кои што би ги изработувале вие, па би сакало да ве прашам до каде е тој процес? Значи, навистина, не знам дали интересна е психологијата и на вас медиумите и на нас граѓаните, кога станува збор за одреден проблем кој што ги имаме, неговото кревање во јавност, визибилноста на истиот и така натаму, и понатаму оставање на кога ќе се реши проблемот. Кога ќе се реши проблемот, тоа е веќе, како да кажем, тема за која што не треба да се дискутира и се согласувам апсолутно дека никогаш не би требало да е тема немање на пасош, немање на образец за возачка дозвола, немање на образец за лична карта, се согласувам, да, ама не пред така многу долго време, тоа е пред 2,5 години точно, кога влегов за прв пат во Министерството за внатрешни работи. Не знам дали се сеќаваат македонските граѓани, ама мислам дека добро да се потсетат. Влеговме тогаш во рамки на еден хаос, кој што навистина вака за еден човек кој што бил дошол од сектор адвокатура беше тотално несветлив и нејасен. Како е возможно да се дојде во рамки на една институција која што би требало да е една од најорганизираните во државата, до еден ваков, нека не знам како да се изразам вака точно, ама еден Бангладеш систем кој што навистина беше срам за македонската држава. И така почнавме. Ако се сеќавате многу добро, така почнавме пред зградата на Македонската радио и телевизија, имаше гужва ненормална, луѓе навистина беа доведувани во ситуација да физички треба да се пресметуваат заради тоа што тоа беше ненормален хаос, немаше образци,
буквално бевме доведени, пак ќе кажам, како да сме некоја држава од таму, од јали Африка, јали Индија, а не држава во Европа. Сега, за овој период од 2 години, многу труд беше даден во делот на управните служби. И огромна благодарност е од мене да не ми се налутат и луѓето кои што работат во рамки на управните служби, до сите оние кои што максимално се посветија да го подобрат системот, да Министерството за внатрешни работи заличи на навистина на еден европски орган кој што покажува дека навистина се грижи за граѓаните и има возможува една достоинствена услуга која што ја заслужуваат граѓаните. И многу ми е драго што денес тоа не е тема од аспект на немање на образци, гужви, тепачки и така натаму пред шалтерите во Министерството за внатрешни работи. Што гледаме дека се реновирани во особено полициската станица. Туку е еден процес каде што навистина луѓето влегуваат првен во институција која што е репрезентативна. Апсолутно да. Културна, ништо посебно од аспект на вложеното во рамки на конкретно тој објект кој што е во зградата во Македонска радио телевизија, но културно, чисто, достоинствено, навремено, без турканици, дури за максимално брз временски период кој што не можат ни дел од европските држави да го достигнат. Ево нашите кои што се во диаспората многу добро знаат за колку време се вади патна исправа во Германија, во Америка и во останатите светски држави, наистина имаме побрза и подобра услуга споредено дури со некои европски земји. Можат македонските граѓани не само во градот Скопје, можат во општина Липково, можат во општина Желино, можат во општина Јагуновце, можат во рамки на општина Шутово Ризари да се обратат до канцелариите на управните служби на Министерството за внатрешни работи, таму да поднесат барање, таму да се фотографираат и таму да ја подигнат патната исправа, нешто што на времето беше незамисливо. Зошто не го направиле, не знам, тоа пак ќе повторам, не изискува кузна какви средства за да биде ставено такава функција, но бара волја да најдете човек, да обучите човек, да окречите простории во рамки на полициската станица во Липково и таму да им овозможите на граѓаните од општина Липково, таму да си го остварат правото кој што им следи по закон. Наистина многу направи Министерството за внатрешни работи во овој дел и мило ми е што разликата од претходно се гледа од страна на македонските граѓани. Ќе продолжиме и така многу да инвестираме и во овој дел во иднина. Прво со реновирање на останатите објекти кои што се користат како објекти за остварување на права од страна на управните служби во рамки на Министерството за внатрешни работи. Управните служби во Струјница ќе бидат реконструирани, управните служби во Велес ќе започнеме за многу брзо да ги реконструираме и ќе продолжиме во иднина сите управни служби на територија на државата да ги реконструираме или да обезбедиме нови простори кои што ќе бидат навистина подостојни. А понатаму имаме еден клучен проект кој што треба да го имплементираме, а тоа е конечно Македонија да има свое производство на лични карти, возачки дозволи и патни исправи. Кога велам свое производство, велам да светска компанија дојде во Македонија тука да отвори производствен погон кој што навистина би требало да ја осигура државата дека во наредните 20 години не само што нема да се тресеме дали ќе има образци или нема да има образци, па дали ќе не ги дадат, па нема да не ги дадат и така натаму, туку во Македонија да донесеме компанија која што овде, тука, ќе произведува, пак ќе повторам, се што е потребно од аспект на лични документи и едноставно ќе ја осигураме безбедноста во овој дел заради тоа што навистина не заслужува ни еден македонски граѓанин да биде доведен во ситуација да не знае дали за него ќе има образец или за неговото семејство и дали ќе може да оствари одредена потреба негова надвор од Македонија и така натаму. Значи тоа е во 21 век навистина е срамота да си го дозволиме и не само што нема да го дозволиме, туку и идејата е токму во Македонија да донесеме компанија која што би требало да
да произведува таков тип на документи и ние овде да си ги имаме. Така да тоа е проект на кој што работиме, малце е покомплексен заради тоа што тоа треба да оди со одредена постапка, не знам, на јавно-приватно партнерство, концесија и така натаму, но навремено ќе бидат информирани македонските граѓани. Имавме веќе контакти со поголем број на светски реномирани компании кои што имаат огромно искуство во овој дел. Овде нема, да речам, случајни играчи во рамки на овој тип на ноу-хау, на технологија, на знаење, на виштини, на специфична е проблематиката. Така да се надевам дека оваа година конечно ќе го отпочнеме и овој процес и за за година-две од сега да имаме еве да кажам македонски пасош кој што е произведен за прв пат во Македонија. Тогаш ќе дојдете пак тука и се надевам дека ќе се потсетиме и на овој разговор за тоа што сте ветеле и што сте реализирале, гледаме и се надеваме дека навистина ќе го реализирате тоа што се го ветеле. Имаме навистина министер многу прашања кои што сакаме да ви ги поставиме, меѓутоа во интерес на времето овдека е крајот на нашиот разговор, ама се гледаме повторно во нашето студио со секако со нови информации, со нови прашања испратени од граѓаните токму до вас и до Министерството за внатрешни работи. Суза Повели со понатаму со содржината. Ви благодарам многу. Мене веќе во инбоксот ми пристигнаа многу прашања за министерот, но ќе го оставиме тоа за вашето следно гостување. Големо благодарам за сите одговори кои ми ги дадовте. Благодарам на кафето, ново и шуво. Драго ми е. Повелете повторно.